Менталното здравје изминатиот период важеше за табу тема во нашето општество. Последниот период се забележува дека активно се зборува на таа тема, но генералниот впечаток е дека малку се делува. Двајца филмски работници, двајца исклучително професионални педагози, Синоличка Трпкова и Митко Панов, одлучивте да излезете од удобната зона и да делувате. Го искористивте методот филмот како терапија, па најпрво како се чувствувавте за време на овој креативен процес? Јас си викам, све е добро што добро се заврши, борбата продолжува. Така да, ние сме постојано во терапија. Терапијата продолжува, иако самиот процес на снимање на филм заврши. А дали поминавме ли еден процес, тоа ќе покаже и иднината. Но сигурно, ја би сакал да е така. Митко, ти беше и продуцент, и режисер, да, прво го водеше воркшопот. И за мене представуваше една посебна травма, тоа првата работилница во 20. Значи беше травма, а не терапија. Или на почеток травма. Има еден оваква термин ретравматизација, за да ја преживеете травмата која ви се случила во минатото, треба уште еднаш да се инсценира, за да може да се свесно да ја поминете. Меѓутоа, да, самиот тој момент во 21 која правевме првата работилница, поттикнати од претходните активности на невладината организација Небо, основана од Јасмина Котевски и Стево Шашков, кога се покажа дека јас сватив уствари дека со тоа што работиме со маргинализирана група и самите стануваме маргинализирана група. Тоа беше моето директно чувство. Нема хиерархија во он ја води работата, меѓутоа и он самиот кажа не можеш да се поставиш во улога на режисер и ќе кажеш ајде сцената таја или не знам што. Ти влегуваш во една авантура, ти не знаеш што очекуваш таму, само знаеш дека треба да произлезе нешто и за тебе како терапија и за тие луѓе како терапија. Да бидете режисер мора да имате нешто, мора некоја основа нешто да почнете. Во работилница е токму обратно. Јас сум тука за да ве слушам што вие сакате, што вие барате, кои се вашите приказни. И пошто делуваме во услови без инфраструктура, никаква, нити финансиска, нити технолошка, нити кадровска, едноставно вие не можете да режирате каков е тој режисер кој не може ништо да предвиди. Така? Занаетот на режија предвидува дека нешто е достапно, меѓутоа не е достапно. Вие сте достапни сега, можеби за 30 секунди веќе ќе ве нема. Да, ке рече не можам да играм сега и ние си правиме пауза. Добро, сите имаме, извини, паднав, меѓутоа така е, дека меѓутоа не затоа што сме ние сосема нашите учесници беа сосема професионални. Да. Меѓутоа самите услови беа такви дека навистина ништо не можете да контролирате. И фактички интересно е што тие го создаваат сценариото, тие го ја создаваат динамиката, тие ги создаваат приказните и ти некако мораш да се вклопиш во тоа. И ако си од другава страна на професионални луѓе, наеднаш мораш да сакаш да се вклопиш во тоа, зашто тоа ти е целта и намерата. Зашто ние сакаме нивните приказни да ги чуеме, ништо ги интересира, ништо ги мачи. И сето тоа понатаму да се претвори во некаков продукт филмски на крај, за тие сами да видат дека филмот не е табу, дека филмот е една уметност која е за сите достапна, нели како викаше Кокто, филмот ќе биде супер уметност која ќе биде најдостапен и технолошките работи ќе чинат колку молив и боичка. Како сликарството. И тие се радуваа затоа што гледале филмови, имаат своја имагинација, знаат што сакаат да играат, интересно им е. И ти во тој хаос, како режисер и продуцент, мораш да создадеш некоја своја конструкција. И не случајно од почетокот до крај, ние не знаевме кога ќе снимаме, он знаеше да предвиди така како Вања. Тогаш можеби ќе треба 2 недели да бидеме таму или не треба, но можеш да си отворен за такво нешто. И еднаш кога ќе влезеш во тој свет, јас лично кога влегов во тој свет, кога ме внесе Митко и кога ми рече што ќе играм, јас почнував да ја чувствувам мојата креативна слобода. Немам сценарио, не сум врзана за ништо,
едноставно се препушташ на нивната приказна. Сега имаш своја линија по која одиш и мораш малце да го организираш, бидејќи јас играм менаџер таму, нели? Морам да го организирам целиот тој воркшоп, а сум нешто друго по професија. Држиш некоја линија, но сето тоа зависи каде ќе отидат и во нивниот театар да се прилагодиш. И тоа беше целата суштина. Тоа е сосема нов приод на работа за мене. Јас во мојата кариера до сега ваков луд ентузијаст и човек. Јас ми рекла дека е он многу голем алтруист затоа што ги сака луѓето. Во јавноста имаме сосема погрешна перцепција за тие луѓе, тие штитеници на Демир Хисардомот. Тоа воопшто не е така како што излегува, ќе оди некој само и ќе сними, ќе каже тие така и така. Не. Тоа се прекрасни луѓе што работат таму. Сите луѓе што се вработени се прекрасни луѓе, не е едноставно да работиш со тие луѓе. Тие луѓе, голем дел што се штитеници се доброволно таму затоа што општеството не ги интегрира. Ќе пробат да излезат, ќе пробат нешто да направат, општеството стои игнорантски со зидко. Нифи се враќаат, тој им е дом. И моето доживување ми е многу драго што сватив дека тоа се вистински топли луѓе, тие не се болни луѓе. Во таа насока ми беше моето следно прашање. Ајде малку подлабоко да влеземе во процесот на креирање, да така да речам, улогата во овој филм. Знаеме дека, нели, за да се создаде еден филм, нормално никој не тргнува без сценарио, но тука беше обратна ситуацијата. Овде, например, на терен, што би се рекло, се создаде, нели, целата приказна. Вие бевте задолжена за кастингот. Веќе долги години сте докажана актерка и знаем и за вашите успеси и добро вие добро сте навлегле во секоја анализа на секој лик на кој што сте работеле. Какво беше вашето чувство, вашиот индивидуален самостоен процес токму во овој филм? Не, јас не сум добра актерка и никој не ме знае доволно долго. Јас немам играно 20 години на филм. И кога Митко рече, работам на еден воркшоп и дали сакаш да бидеш дел од воркшопот? Не како актерка, туку како професор. Како професор во воркшопот. Да. И мене никој не ме земал на филм да играм. Мислам, луѓето забораваат дека јас не сум во ова време транзицијско, јас не сум актер. Сум била актер, нели, пред 90-тите години, кога сум направила огромна кариера. Сум се уште актер и сакам да играм, меѓутоа човекот губи тлоп од ноза. Јас едноставно кога не играш долго време, не си тој што си. Јас влегов прво, ајде во воркшопов да видиме што е, и од воркшопот понатаму он свати дека, не знам, тоа беше твоето сознание дека претпоставувам сме разговарале дека мора, не е само воркшоп во прашање и дека мора да се направи нешто повеќе, не може само на воркшоп да се остане во целата ситуација. И како режисер и продуцент потегнува со енергија и ми вели ке играш улога. И јас тука не сум играла. И без сценарио, и ние 6 месеци бевме во контакти повеќе, година дена. Да, година дена зборувавме за ликот. И ми кажуваше што, како, па јас пишував, он ми пишуваше, ми даваше назнаки кои ликови, и викам, овие се многу строги, не знам дали можам да ги работам. Да, на што да ги базира, на кои ми даде цели прототипи на ликови, што не се случува со... Од јавниот живот, нормално. Од јавниот живот, да. Ја викам, како ќе го играм, нити сум такво, и на крај, фактички, без да сакам, ме доведе ситуација да ги правам работите, кога ги правиш, ќе ти каже задача и тоа го правиш, а не ти замислуваш како изгледаш или не знам што. На лице место ти сваќаш дека кога си во делото, односно кога делуваш, ти автоматски инстинктивно ги извршуваш задачите што он си ги замислил во главата и после сваќаш дека тоа си го направил благодарение на имање многу информација, но и точно делување на лице место. Затоа што има добро око, ќе ти каже сега ќе доеш тука и ќе го направиш тоа, ама што да кажам? Па ти си твојот текстот, ти ќе си кажеш тоа што сакаш. Како ја тоа? Па така беше целото снимање, немаш текст. И вика задача на импровизација. И изгледа дека е импровизација, но тоа е подготвувано, тоа е работено многу за да... Да, не би импровизација. Рекол за помладите колеги, не тој збор. Не го пребувате дома. Импровизација е малку претерано, да. Не, затоа што ние имавме
Ние заедно контактираме долго време, веќе 4 години, токму заради овој проект. И мене сега дури, му го одземам зборот на Митко, сега дури ми е јасно што е направил Митко. Цело време, тоа го прави. И најднаш сега со ретроспектива на направеното, сваќам колку ствари тоа е едно непроценливо дело, не само за мене како актер, не само можеби за него. Дело на искуство, да речем. Искуство, да, затоа што ја мислам дека тоа е вистинско правење на филм. Не знам поинакво. И тоа е многу добро. Но тоа е и тој терапевски процес, доколку ние, кој што праша, дали поминавме самите низ терапевски, па тоа е. И за мене, и ја исто така се чувствувам, дека ја не знам што ќе испадне на крај, не знам дали нешто ќе испадне на крај, и единствено чувство кое можам во таква ситуација да го имаме чувство на благодарност. А од каде доаѓа таа благодарност? Благодарност дека нели дека ја ги прифати предлозите кои она што го предложив, дека нели поверува во целиот тој процес и заедно ми помогна да нели направиме некоја реалност за која ни јас не знам баш каде иде. Така затоа што тоа е терапевскиот процес. Јас се чудев како ги држи конците на еден таков проект, затоа што доаѓаш, почнува снимање тогаш, завршуваш за 30 дена, сценариото е таа, сцената е таа, све е снимено. Нема тоа ништо тоа немаше. Видете, затоа што одеднаш немате камерман. Или пак имате камерман, меѓутоа нема микрофон, нема тон, затоа што навистина никој нема време да се занимава ние немаме професионална екипа. Значи имавме професионалци од време на време, меѓутоа ништо не беше загарантирано, никој не можеше да знае што ќе се случи во наредните 6 сата, практично и вие има многу познати луѓе што играат во филмот. Да. Звучни имиња. Феми Даут е еден од камерманите. Игор Џамбазов игра. Васко Тодоров од К15. Јас играм, не знам тоа се се. Сакам само да објаснам ова дека има тука две работи, значи дали глумиш или дали си. Затоа што, конкретно, Синоличка е во две улоги, има две идентификации. И двете првата е вистината, а тоа е дека таа навистина е професор и навистина незината специјалност игра пред камера и таа навистина беше дел од мојот план, од мојата желба во 21-ва која правела работилницата без никаква спекулација и мисла дека од тоа понатаму ќе продолжиме и ќе направиме некој филм. Но кога таа првата работилница беше доста, да кажам, ако не неуспешна, може би и успешна, меѓутоа страшно извонредно макотрпна. И кога решив да го повторам искуството во 23-та година, тогаш ја поканив Синоличка, меѓутоа и дадов две задачи, да ја води работилницата, но не од како идентификација Синоличка Трпкова, туку како Темјанушка Цветкова. Да, и дека ти си од сега, значи секогаш кога ќе влезеш овдека, ти нема да бидеш веќе Синоличка, значи вие и Темјанушка и Синоличка имаат една спојна точка, а тоа дека и двете сте професорки, односно ја знаете, мислам, нема никаква лага во нивниот метод и пристап во работата со студентите, учесниците, односно пациентите и кои да е. Значи тоа е истиот тој пристап кој го користи и на Драмска академија, така. Неколку пати споменавме слобода во изразувањето за време на тие работилници, слобода на индивидуалецот да искаже она што поминал или она што помислува во моментот. Можам да заклучам дека навистина било еден поинаков процес, тоа е несомнено, но како се раѓаа приказните? Дали претходно имаше некоја подготовка, разговаравте со останатите нели кои што беа присутни на тие работилници? Дали тие приказни се навистина се вистински или пак има нешто плюс минус од некоја ситуација од секојдневниот живот? Јако го, тоа е, значи, на самиот почеток на филмот има напис, а првиот напис е перцепцијата е поголема од реалноста. Толкувајте го како тоа е, уствари, беше омилена изречица на човекот кој за кого е направив првата работилница. А вториот напис е повеќе од ова навистина се случи. Така да, ја би кажал, да, 90% од ова е вистина, меѓутоа тие 10% или 1% кои не се вистина или 5%, не знам колку се,
тие ја прават целата разлика, односно тие допринесуваат, односно само благодарение на таа лага која ние артистично и контролирано и совесно ја внесовме во конструкцијата, само врз основа на тоа ние можеме да го гледаме ова како еден филм од 1 час и 45 минути. Инаку никако не би можеле да се фокусираме затоа што не би имало целина. За да направиме целина, нас ни е потребна една додатна субприказна и таа приказна може да ја содадат само професионални глумци, односно глумци кои во нивниот живот работат исто како учители, професори, инструктори и така натаму. Значи да, докуфикција. Сега не знаеш дали е документарен, сето тоа што се случува таму е вистина, ама и не мора да е вистина. Мислам, дури и ние како луѓе, кога измислуваме работи, тие се повторно дел од нас. Мојата вистина, нели, како беше New Movement. да. Сичија вистина си е вистина. Да, и секој има собствен наратив за собствениот живот, да речеме. Со тоа што ние, не знам како професионалци, да кажам, во целава ситуација, ние малце се приклонивме кон нивната вистина и си влеговме во нивната вистина и си најдовме пат во нивната вистина за да може и нашата вистина да си ја кажеме во сето. А како изгледа еден ден на снимање? Еве го сценариото. Ова, дека е зафиткано, значи дека е реализирано, а овие што се исправни, тоа значи дека тек треба да ги снимаме, пошто немате, обично има две особи кои работат само на како... Ете го сценариото. И ова е вистина. И кога ќе се соочите со оваква вистина, ќе кажете подобро да не одиме веќе на работа. Може да филмот да биде лош, меѓутоа подобро е да направите лош филм, милион пати е подобро да се направи лош филм, отколку да се направи лоша реалност. Затоа што лошиот филм ќе го исклучите екранот и нема да го видите, нема да го слушнете. Меѓутоа лошата реалност не можете да побегнете, значи може да побегнете, идете на друга планета ако ви успее. И слободата беше метафорично. Железна тврдина е Демир Хисар. Слободата во железната тврдина. Ние сме сите во железна тврдина, а метафорично Македонија е железна тврдина. И ти ако не ја издвоиш, јас може би со моите, јас имам малце поиденкви размислувања, мораш да се избориш за таа слобода. И моето спокојство и мојата среќа доаѓаат од таму што можам да креирам и да создавам. Јас сум за тоа создадена. Јас друго не знам. Тој е за тоа создаден. И кога си создаден за нешто што знаеш да го правиш најдобро, ти мораш да најдеш начин, нели, каде ќе се протне водата за да донесе нови цветови, нови полиња, да наводне. Да наводни. Јас така го разбирам уметничкиот живот. И овој филм ќе работиме, имам план за овој филм, јас личен, едукативен, затоа што мора да им се даде и сосема поинаква смисла на студентите, млади. Не може да очекуваат дека некој ќе ги храни на лажиче и дека ќе им дава пари, дека едноставно мора да се нафатат, некако да почнат да работат. Без камера, без тон, без светло. Во Демир Хисар, тоа, ако некој ми рече каде сакаш да се вратиш последниве години кај што си била назад, вратете ме кај мотелот, како се викаше? Да, Талјо и Типсо. Талјо и Типсо, вратете ме кај Талјо и Типсо во Демир Хисар. Тоа е центарот на мојот свет. 80-ти години во Полска имаше една крајна, значи 100% тотална недоверба кон јавните гласила. И за жал се плашам дека истата ситуација ние ја гледаме сега на глобално ниво, дека се помалку и помалку луѓе веруваат на било какви надворешни и внатрешни извори на информација, едноставно дека сме во еден свет каде што морално-етичкиот стандард е сосема отфрлен. Дехуманизиран. Многу често ова се споменува и во негативна конотација, дека како слободен уметник, дека не прават нешто, кој знае што, не се занимаваат, но токму вие и многу други кои што работат го докажуваат спротивното. Тоа само сакав да кажам дека нели владеат такви предрасуди кај нас. А всушност за секое дело се крие мокотрпна работа, снаоѓање, што со екипа, што со ресурси, за да нели оној креативен процес се поминува за да се дојде до резултат. Тука доаѓа едно рационално прашање. А што имам јас од тоа?
Како уметник? Не, ја викам рационалното прашање на еден секој човек. на секој човек. А што имам јас од тоа? тоа? Значи, јас приметив во последно време дека кон уметноста не само што постои незаинтересираност, што повеќе уметниците зборат, ќе се појави и се подлабок презир. Тоа е презирот кој постои, еве го почувствува веќе и кон државни службеници, државни вработени. Презир. Односно, ја ќе давам од мојов порез за ти да идеш, знаеш, да бидеш слободен уметник, така? Или да идеш у канцеларија и да пиеш кафе по цел ден. Презир кон администрација, презир кон уметници, односно презир кон секој што не е како мене. Така? И не е фокусиран на заработување пари на начин на кој ви се дозволува нормално. Јас исто сметам дека тоа е миг на дури и во колективот уметнички, зборам колектив, значи само во светот на уметниците, има уметници кои не можат да излезат од институционалната капа и не можат да излезат и да достигнат нешто повисоко, зашто тежнењето кон совршенство е нашата професија. И сега, оној момент кога решаваат да останат во калта, да не биде кале, да останат под институционална капа, тие автоматски ги презираат сите оние што прават нешто повеќе. Што не допринесуваат, нели, фрило, да, џаболебари. Да, ние сме џаболебари, глупости правиме. Категорија за џаболебари. И имаат дури омраза имаат, мислам. Презир. Но што е изворот на тоа? Затоа што кога го правиме буџетот, нивниот немоќ. Кога го правиме буџетот, еве домашниот буџет, така гледаме кај ќе одат парите, а парите се многу малку, уствари недостасуваат, така. Па прво ќе му скратиме на бојсите и на хартијата на детето, така. И ако тоа се победи, нема сега ние да се потресуваме, кажеме, слушај, мораме нешто да къснеме, така да ставиме на маса, а твоите активности, нели, ние немаме финансиски капацитет за уметници. Не сме да не допринесуваме кон митот или илузијата дека со еден филм или со една, нели, ако земеме еден ден отидеме почнеме да цртаме или еден ден ќе се качиме на водно, дека веќе си помагаме. Не, тоа е процес кој мора да се прави секојдневно, цел живот, едноставно нон-стоп. И нон-стоп работиме на себе, така? А уметноста дозволува слобода. Кривина им фаќаш, нели? Не го кажуваш директно, ама црташ еден вампир со заби и ја вадиш сета своја внатрешна стравотија и тоа. Правише ти за одредена работа која не можеш отворено да ја кажеш, ја правиш дури во комична смисла и се ослободуваш. Ако ти немаш начин да се ослободиш, виц откажување со кој критикуваш некого, пак е ослободување. Мислам, затоа сметам дека уметноста е алатка преку која се ослободува човекот. Кон крајот на овој разговор, кога можеме да очекуваме премиерата и каде, детали околу тоа дали би можеле да ни откриете и кој еве како еден заклучок, која е пораката, која што може да се извлече од цел, не зборувам за продуктот, финалниот резултат, туку од целиот процес. Колку допринесува за дополнително ваше и севкупно себе истражување? За себе истражувањето можеш да кажеш, но пошто да, придонесува сигурно. Јас го начнав себе истражувањето првпат во овој филм, затоа што работев нешто ново. Единствено, влегувањето во нови сфери и наоѓањето на простор на изразување, дури да изгледа комплетно ирационален и финансиски банкротски, јас сватив дека само тоа е начинот по кој можам да се, да не кажам сакам себе си, да бидам задоволна со тоа што постојам, а да не имам грижа на совест дека не ми дале ова за да направам ова, не ми дале можност да се изразам. Исто е глупаво да кажеш, па се изразувајте се деца, најдете камера, снимете. Мислам, но ако си доволно упорен, ќе го најдеш патот. Мислам, јас на 60 години кога можам тоа да го кажам, и дека доживеав сосема ново искуство и ми отвори сосема нови простори сето ова и сватив дека филмот не е воопшто екзактна наука во која ти треба да добиеш сценарио и да го поминеш целиот план како што си го учел у школа. Мене чакрите нака ми работат, не дека јас ке се нафатам со неговата работа никој пат, но јас сум подготвена да влезам во уште една авантура ако Митко има
Ако исцелен и ако му текна нешто. Да. Да, ако најде 5 години. Од својот живот. Да, а кога овој филм ќе се прикаже? Па, овој филм е резултат на една константна неизвестност. И сега би било лага ако кажам дека знам. Односно се надевам, како и, нели, се надевам дека филмот ќе се заврши и навистина се заврши. Се надевам дека ќе се прикаже, меѓутоа треба први да се прикаже па да видиме. Меѓутоа кога јас би сакал, евентуално дури и оваа есен, освен ако филмот нема некоја фестивалска премиера или мислам, не знам, па, евентуално идната година. Меѓутоа, да, јас како продуцент сум дефинитивно една во ситуација каде што не можам да ја предвидам својата иднината на филмот, за жал. Така да, меѓутоа е се работи на тоа. И затоа сум многу благодарен на тимот, на сите што влега овој проект, затоа што да, имаше максимална толеранција, дека да, можеби нема никош да испадне ништо од ова, меѓутоа, еве, пробавме сите заедно. Завршен, да, готови, така се чека премиера. Така дојде и Игор Џамбазов ни се придружи, така и Васко Тодоров ни се придружи, Атиџе Муратова, Благоја Груевски, Мендо Велјановски, значи многу луѓе ни излегува во пресред и се надевам дека и понатамо ќе имаме таа среќа дека ќе бидеме на ист начин пречекани од публиката, односно дека ќе се најде некој начин на кој филмот ќе се прикаже и дека евентуално никаква сила или не знам како да не речеме, никакво спротивно движење нема да го инхибира прикажувањето на филмот. Пошто и тоа може да се случи понекогаш, нели? Да, се случи. Има разни, кога станува збор за содржини, навистина не се знае. Затоа што ние не знаеме како функционираат. Ние сега ќе го прикажуваме, би го прикажуваме во градовите во Македонија, ако не оди на фестивал. Да, јас се надевам дека ќе отиде на фестивал и дека ќе биде филмот успешен, меѓутоа никогаш не се знае и не смееме да бидеме сигурни. Не можеме да бидеме сигурни. Нашата екипа ви посакува успех, се гледаме дефинитивно на премиерата и ви благодарам за споделените искуства. Ти благодариме и тебе, Енџи. Благодарам.